Министерството за одбрана распиша конкурс за млади пилоти или кадети и за таа цел Центарот за обука на пилоти организираше денеска презентација со која ги запозна подетално со условите и документите кои треба да се поднесат, а воедно и со од што се состои самата обука сите заинтересирани. Кога сме кај заинтересираните, имаше припаднички и на понижниот пол и на посилниот, ако можам така да кажам, но она што е интересно е дека на овој конкурс нема одредена бројка колку ќе бидат примени, бидејќи има интерес, меѓутоа обично е слаб одзивот на пријавени кои ќе учествуваат на обуките. Затоа од еден од инструкторите, станува збор за инструкторот Борче Манев, дознавме дека буквално сите што ќе се пријават ќе ги исполнат условите пред се и ќе поминат обуката, ќе бидат примени. Сепак деталите слушнете ги од прва рака, токму од инструкторот Манев во продолжение. За да се пријават на конкурсот за воени пилоти, сите млади луѓе треба да се не постари од 28 години, да се државјани на Република Македонија и да имаат завршено високо образование. Тоа е се што им е потребно за да аплицираат, а се понатаму се проверува во една постапка за проверка на нивната способност, најпрво здравствена, физичка и понатаму специфични работи кои што се потребни за летање. Точниот број на документи и постапката е објаснета на веб страната на Министерството за одбрана, каде што е и објавен конкурсот, покрај државјанство, извод од книга на родените, потврда за неосудуваност кој што се вади од Основен суд и доказ за завршено високо образование, уверение за завршен факултет. Ние се надеваме на што е можно поголем одзив и што е можно повеќе квалитетни кандидати кои што би ги задоволиле критериумите. Немаме некоја конкретна бројка на конечно завршени примени кандидати. Би сакале да ги примиме сите оние кои што ги исполнат критериумите. Првенствено обуката трае 18 месеци и во тие 18 месеци е вклучен и селективниот период. Покрај селекцијата која што се одвива на земја, на компјутер и на сите тестови кои што се спроведуваат на земја, се спроведува и селекција во воздух, која што е составена од 10 лета на авион Злин 242. После овие 10 лета, сите кандидати кои што ќе бидат примени продолжуваат со основната обука на авион, на истиот авион, која што трае околу 40 часа, за потоа да продолжат својата обука во две етапи на хеликоптерот Бел 206, основна и напредна фаза од обуката. Така да секој пилот кој што кога ќе ја заврши обуката кај нас, завршува како пилот на воен хеликоптер со вкупен налет од околу 180 часовина. Би сакала да потенцирам дека сите овие кандидати кои ќе поминат обуката се оспособуваат за воени пилоти. Дефинитивно е чест и привилегија да се биде пилот затоа што е и личен и професионален предизвик. Од една страна се спасуваат човечки животи, а од друга страна воените пилоти се чувари на интегритетот и суверенитетот. Би сакала да споменам и дека имаат низа бенефиции. Би почнала со тоа дека добиваат вработување, добиваат можност за решавање на стамбеното прашање, потоа добиваат шанса да учествуваат во мировни мисии и низа други бенефиции.